Една година по потпишување на договорот од Пржино. Дали договорот е жив или е погребан? Кој е вашиот став? Договорот од Пржино е клинички жив, така да се изразам, ако сакаме да зборуваме за некои стручни термини. Договорот од Пржино е недефиниран. Договорот од Пржино беше исполнет во целост, освен датумот за одржување на избори. И оној миг кога опозицијата дефинитивно ќе каже одиме тој датум на избори, договорот сосема во потполност ќе се реализира. Ако опозицијата каже дека не сака воопшто да оди на избори, ќе чека редовен термин за избори парламентарни, тогаш нема цел да функционира договорот од Пржино. Опозицијата бара во одреден дел да се прогласи за мртов, тоа е неодржувањето на изборите, а истовремено бара да биде жив кога се работи за нивното учество во власт без избори. И сега како ние ќе излеземе од таа агонија до редовните избори? Вашето прашање е во потполност на место кога прашувате како. Одговорот е многу тежок. Бидејќи одговорот на оваа прашање не е одговор на актуелната влада на ВМРО-ДПМН и на ДУИ. Одговорот на оваа прашање го имаат сите политички субјекти во Македонија. Значи, опозицијата не е амнестирана од одговор на оваа прашање. Но токму како што нагласивте во вашето прашање, сакаат да биде жив таму кај што нив им одговара. Сакаат да биде мртов таму каде што нив им одговара. Тоа е дволичноста и некоректноста, политичката и државничката некоректност на опозицијата. И сега доаѓаме до оној што го прашувате како до решение. Решението е веќе воспоставено според мен. Функционира политичка влада во Република Македонија. И се што прави опозицијата, прави за да ја продолжи агонијата која верувам дека мнозинството граѓани повеќе не ја ни чувствуваат. Тоа дури ни тие кои условно кажано ја поддржуваа опозицијата, а тоа го гледаме по бројот на луѓе кои излегуваат на протести. Излегуваат воглавном тие кои имаат хонорари и кои се платени да одат на протести и многу мал дел партиски поддржувачи на Социјалдемократскиот сојуз кои се уште се обидуваат да прикажа дека ете некој нешто протестира и на некого нешто не му се допира. Ама ајде се да размислуваме како Зоран Заев. Дали вие на негово место сега би ја спуштиле топката туку така кога сте се коцкале на се или нешто за да влезете во власт без избори, за да невозможите да дојде до избори и да срушите една легално и легитимно избрана влада на редовни избори во Република Македонија кој што испорачува резултати. Значи, протестите се радикализираат, не збориме по број, него збориме по интензитет на шарање на државните и јавните објекти. Зборуваме за радикализација по однос на фактот дека почнаа блокади сред бел ден на раскрсници, значи почнаа да работат сами против себе. Изборуваме за фактот дека дистрибуцијата на прислушуваните разговори и нивното објавување продолжува со ист интензитет како и во изминатите 2 години. Многу е тешко човек да се стави во главата на Заев. Јас лично не можам да се ставам во неговата глава, бидејќи таму веројатно владее хаос. Не ми е својствено да хаотично размислувам. Со самиот факт дека човекот кажува небулози и денеска има една изјава, утре друга, за половина час трета, покажува дека човекот има сериозни психички проблеми. Према тоа, не можеме да се ставиме во неговата глава и да знаеме што точно тој ќе направи. По мојата логика и по нормална логика на расудување во политичките случувања во Македонија, тешко е предвидливо да знаеме Заев до попладне што ќе измисли и што ќе му се случи во главата. Но, да зборуваме за фактите кои ги наведовте. Јас вината ја наоѓам сега во владата. Министерството за внатрешни работи треба да преземе мерки во кој ќе го прошири периметарот на заштита на објектите пред кои се очекува да се изврши нивно деструирање. Треба да попречи со регулирање на сообраќајот да се блокираат раскрсници, да се блокира сообраќајот. И на луѓето кои тоа го прават без претходна најава и во нормален тајминг за искажување на протести, да им се поднесуваат пријави прекршочни, бидејќи тоа е според законот, тие по ништо не се издвоени од законот и мислам дека премногу беше трпелива владата во тој аспект што не казнуваше никого за така своеволно однесување во јавноста, што никаде не е својствено во ниедна држава. И трето, да се примени законот за свиркачи. Законот мора да се примени затоа што не може да објавуваш ти интимни разговори, приватни работи, да објавуваш нешто што не треба да го објавуваш. Ако си ги предал во специјалното јавно обвинителство, тогаш ти немаш ништо со тоа. Од тука натаму работата е со специјалното јавно обвинителство. И уште една многу битна работа. Затоа и го спомна специјалното јавно обвинителство. Да се инсистира
политички да се инсистира и јавно да се истапи дека специјалното јавно обвинителство мора да постапи против лицата кои ги објавуваат тие материјали. И да поведе повторно постапка, и ова е добар основ за истрага, против Заев, дали ги предал или не ги предал сите материјали. Тука треба МВР по прашањето на Фабрика, по прашањето на случајот на така наречениот новинар Зоран Божиновски и најдените материјали таму да се побара соработка со Интерпол и со Србија. Тука да е и Зоран Верушевски, тука е Љупчо Палевски. Така е, да се добие податоци за тоа што е све запленето кај нив и врз основ на тие податоци и тие факти, докази, да се покрене повторно кривична постапка против Заев дека не ги предал сите материјали за кои бил должен да ги предаде. И тоа само би значило уште една кривична пријава за Заев. Сега, размислувањата зошто Заев вака постапува и што може од него да се очекува, јас кажав дека кај него се може да се очекува, но мислам дека тој е веќе кон крајот доведен на тоа да размислува за сопствениот и партиски, политички и до март месец градоначалнички опстанок. И мислам дека пред се тој ќе има сериозни проблеми внатре во СДСМ и од тука доаѓаат и нивните толку силни барања за повторно техничка влада. Зоран Заев не е само веќе проблем за СДСМ, исто како Верушевски што не е само проблем за СДСМ. Проблем е и за така наречениот чадор, а тоа се странските амбасади, кои што се незадоволни од начинот на кој што не ги испорачаа барањата за државен удар во Република Македонија. Дали вие мислите дека сериозно сега ве прашам дека ова може да има нормална политичка размисла? Прашањето кое го поставивте е секако крајно сериозно и многу тешко за одговарање, но јас ќе ви дадам еден друг пример. Како паралела. Немцов во Русија истата приказна ја примени која применува и Заев. Прими пари од Сорос, презема обврска, не испорача материјал. Како заврши? Го убија чечени и се обидува вината да ја префрлат над Путин. Кога Путин докажа кој го нарача и изврши убиството, ги откри извршителите, на Сорос и ден денес му е забранет влез во Русија, бидејќи се гони за нарачано убиство. Ова ви го кажувам од еден крајно тривијален аспект. Мислите дека чадорот и финансиерот ќе простат неиспорачување на сметка? И дека нема да сакаат да ги измијат рацете од Заев? Заев треба да биде среќен ако заврши на буништето на политичката историја. Да биде пресреќен. Завршил со политика, се повлекол, не испорачал ништо, завршена приказка. Жива глава извлекол од целата работа во која влегол. Во едно интервју се сеќавам поранешниот премиер Груевски многу убаво му кажа во една изјава: не знаеш во што си влегол. Сериозен политички лидер, сериозен претендент за водење на држава, мора да знае барем 10 чекори однапред во што влегува. И кои се последиците од тоа во што влегол човекот. Кои се последиците, ако не за државата, пошто ќе видовме дека ние имаме опозиција која не си сака татковината, барем сакај се себе си, па размисли за тоа што си влегол во нешто дека ти и твоите најблиски може да настрадате за тоа. Тоа е многу интересно. Службите кои ангажираат луѓе за спроведување на вакви дејности, дејанија кои се насочени кон уривање на влади, не простуваат. И не само поради неиспорачаниот материјал, неиспорачаниот... Дури и да испорача, ќе го има исто. Не! Туку повеќе за да се заштитат себе си. Тоа значи дека странските амбасади и амбасадорите кои што сега се покровители можат да се претворат во погубувачи на Социјалдемократскиот сојуз. Тие ќе преземат политички мерки за изолација и тргање на тоа раководство на СДСМ. И во овој миг повеќе се размислувам за тоа дека до ноември месец, до Конгресот на Социјалдемократскиот сојуз, ќе ги чека внатрепартиски подготовки за преформација, доколку Заев, борејќи се со сите сили да остане, барем ако може уште еден мандат да фати во Струмица, нема да лобира да добие техничка влада, па под услови да се согласи, да кажеме, во март на избори. Ќе одиме заедно со локалните да бидат и парламентарни, па еве ви влегувате у влада, па нешто ги купува, па нешто прави свое лоби и така натаму. Прилика тоа ќе бидат внатрешно политичките игри заради личен опстанок. Не за друго. Него животно му треба состојба во која ќе има некоја политичка функција и живот за да може да се спаси од се ова што на човекот ако нема можност да политички на било кој начин биде во игра,
за да биде заштитен, тој е свесен дека на еден или друг начин ќе биде политичката смрт е и најмала работа во целата таа работа. Ќе мора да лежи затвор. А во една нормална истражна постапка, веројатно ќе мора да каже и кој се стои позади него и од каде тргна целата афера за прислушување, затоа што ние денеска се занимаваме со работи толку тривијални, како на пример што објавил Заев. А забораваме на основната работа која СЈО треба да ја докаже, а тоа е кој го изврши прислушувањето, по чија наредба и за кои цели. И така да дознаеме кој е чадорот, кој учествувал во операцијата, како се спровела операцијата, за кои цели, кој е крајниот цел, кој е нарачателот на целата операција, кои се улогите, и на тој начин ќе имавме комплетна слика. Кој е чадорот? Знаеме ли кој е чадорот? Имаме ли предпоставка кој е чадорот? Се сомневаме ли? Значи, за сето она ние што можевме да го видиме, зборувавме за улога на италијаните, зборувавме за улога на Соединените Американски држави, на Британија. Значи, тоа се само сомнежи кои, за жал, амбасадорите на овие земји во Македонија ги поттикнаа со своето јавно делување. Имаат проблем. Имаат проблем. Зборува за политиката на Стейт Департментот, а Джес Бели зборува за локалната политика. Имаат проблем во конзистентноста на ставовите. Проблем, тоа не смее на голема, на супер сила од маштабот на Соединените Американски држави да им се случува во односот на една мала земја. Па ние не сме закана за Америка, па вака да се действува кон нас. Да, ама они преку фондацијата Сорос се јавуваат како најголеми спонзори на шарената револуција. Но да не ги отвараме канвас ненасилниот отпор. Значи ние имаме меѓународна организација што ја распарчи Украина, ја доведе Северна Африка на работ на анархија, не на работ. Блиски исток. О анархија, Блискиот исток и Сирија исто така делуваат. Значи канвас е на црната терористичка листа заедно со ИСИС. Не смеат да влезат од Турција натаму. А се во Македонија. Тоа е веќе наш проблем, знаете. Јас тоа го поставувам како проблем на безбедносните служби наши. Канвас е огромен. Тој позади него стои некој. За канвас да биде урнат треба меѓународна антитерористичка коалиција да се формира. Не можеме да го уриваме канвас, но можеме да се браниме. Не можеме да се браниме. Но можеме внатрешни операции да си преземеме за заштита. Од забрана за влез на некои лица, преку нивно протерување, преку приведување, преку осудување. Посебно на странски државјани. Со потполно право можеме тоа да го правиме. Тие не се ниту дипломатски представници, немаат имунитет, нити се по друга работа пратени тука. Тие воглавном доаѓаат како туристи. А од друг аспект, треба добро да се согледа состојбата на презентацијата на нивните демократски капацитети во Македонија. И кога тоа го зборувам за Ван Худ, го зборувам за Ерван Фујере кој беше во Македонија, мислам дека се уште тука низ Македонија се вртат непрекинато. И за тоа кој на нив им овозможува да создаваат клима на недемократија во Република Македонија. Тоа се протирани политичари од европски држави. Си нашле леп, работат на црно. Дали нам ни требаат брзи избори или треба да ги чекаме парламентарните 2018 година? Заради менталното здравје и на народот и заради релаксација на состојбите во Македонија не требаат брзи избори. Се што понатаму ќе се одложува, само ќе создава дополнителни тензии во општеството, а особено влегувањето на Социјалдемократскиот сојуз во некоја техничка влада ќе создава дополнителни тензии. Тоа го имавме прилика да го видиме од ноември како беа во владата до мај, некои 6 месеци беа во влада. Кажете ми една постапка која ја спроведува законски. Овој СДСМ треба кадровски да се обнови, тоа е неспорно. Дали треба Никола Груевски да се врати на чело на владата? Знаете како, законот му овозможува на Никола Груевски да се врати како премиер и тоа би била легитимна, сосема легитимна одлука од законски аспект. И мислам дека, гледајќи од страна ВМРО ДПМН се обидува се уште и остава простор токму за Пражинскиот договор да биде до крај како што треба реализиран и затоа не инсистира на враќање на Груевски. Но, мислам дека и кај нив премногу има простор за трпение и треба тоа трпение малку да се скрати и дека ако во следниве 2-3 месеца нема некое решение дефинитивно по тоа да Социјалдемократскиот сојуз се изјасни кога сака на избори и точно јавно пред јавноста да се обврзе дека на тој датум сака избори, дека сосема
одлуката на ВМРО ДПМН да го врати Груевски за премиер би била легитимна до крај, дури и политички коректна би била. Му треба ли кадровско освежување на ВМРО ДПМН? Груевски тоа го правеше континуирано во целиот овој период од последниве 10 години колку што можеме да го следиме, со тоа што првиот ешелон на експонирани луѓе кои беа министри и така, долго време не беше променет и сега покрај целава оваа политичка состојба која настана и тие луѓе се сменија, така што мислам дека својствено му е на Груевски да прави континуирани промени внатре во партијата. Гледате од другата страна. Имаме ли промена последниве 10 години во Социјалдемократскиот сојуз или препознавате едни исти личности? Добро, ја не знам некој што сака да се зачлени во СДСМ, тоа можеби е кадровски дефицит. Добра ви е забелешката, но сепак една партија сериозна како што се обидува СДСМ или да се представи, веројатно има база некој од каде да извлече некои луѓе кои досега не сме ги гледале постојано на политичката сцена. Што мислите за левицата? Мислам дека една од клучните улоги на странските амбасади ќе биде токму обидот да тие го преструктурираат СДСМ и да им внесат нова крв, така да кажам, односно капацитетни луѓе пред се. И тоа ќе го поврзам со невладините, а потоа и со левицата, што ме прашавте. Мислам дека токму затоа и сите оние гарбич дипломати, како што ги нарекуваат, кои се во Македонија, се обидуваат да во тие 70 Соросови невладини пронајдат кадар кој може да послужи за обновување на Социјалдемократскиот сојуз. Левицата во истиот тој контекст има алтернатива. Генерално и по вокабуларот кој го потребуваат, и по политичките идеи кои ги имаат како вредности кои сакаат да ги спроведат, во Македонија не може да поминат во македонското општество. Ние сме доста конзервативно општество за едни такви идеи и немаме таква традиција. И мислам дека самата левица како улога има добиено за задача да биде супорт на Социјалдемократскиот сојуз во организирање токму на анархистичките случувања кои ги имаме на терен, бидејќи Социјалдемократскиот сојуз не е способен и тоа да си го организира сам, па мора влезот да биде на тој начин направен. Немам некоја позитивна перцепција дека ќе успеат луѓето да се етаблираат на политичката сцена. Ете, избори, дај Боже, во најбрзо време да има, па да видиме како конкретно ќе се позиционираат и со кој мандат. Не очекувам дека дури и пратеник ќе може да има, ако одат сами, ако одат во коалиција со Социјалдемократскиот сојуз, може и ќе имаат, зависи на кој место ќе бидат. Јас ви благодарам за овој интервју. Јас ви благодарам за поканата, ми беше задоволство.